Да, добиваме гаранции за граници, кои што ве штити, стои зад вас, меѓутоа од друга страна па приморани да праќаме наши деца да гинат негде. Тоа е реалност. Значи, вие се сложувате со изјавата на министерот за одбрана Еленовски, кога рече дека тој се сложува само со мировни сили да испрати нашата држава? Ако тој се сложува со мојата изјава, јас се сложувам со него. Ви благодарам многу. Завршете темата, имате 20 секунди. Па да завршим, добро, еве НАТО е... Пак проставам прашање, ако не влеземе во НАТО, некој ќе не расцепили, ќе не окупирали, од кого ќе се браниме ако не сме влезени во НАТО? Еве не примат во НАТО. Од кого треба се браниме? Значи не може да се браниме од други, само да овие 4, со се Косово ќе бидат 5 држави околу нас. Тоа е прво, а второ, дека е одбранбен овој механизам НАТО, може да е одбранбен, ама што бара тогаш во Афганистан, што бара ова, некако мене ми личи, може не напаѓачки, ама агресивен, ама експанзионистички во секој случај. Добро, ви благодарам многу. Може да ги добијам резултатите, гласите за вашите фаворити, погодите кој ќе биде победникот, следува вредна награда. Добро. Едниот се поправа во однос на процентите, но сепак останува беби интересно. Она што е, значи, значено да ги повториме. 070141271 070141271 Да видиме со членските како иде. 070141273 Одиме со петата тема ќе отвори вечерашната единствена дама Наташа Мешковска. Петата тема. Талиумот е отров со кој е отруен поранешниот агент на КГБ Литвиненко, инаку високо токсичен метал. Странскиот печат веднаш почна со тези, од кои најзначајна е затегнувањето на односите Лондон-Москва. Ако Скотланд Јард докаже дека патот на отровот води до Кремљ и до председателот Путин, Британија би била вовлечена во голема криза. Литвиненко станува британски граѓанин, кога своевремено ќе го предупреди рускиот милиардер Березовски дека Путин спрема атентат врз него, така што му помага да добие политички азил. Литвиненко стана познат 1997 година, кога објави дека руските тајни служби се виновни за смртта на стотици луѓе, а не чеченците организирале минирање на неколку стамбени згради. Згора се очекувал информации од својот пријател италијанец за смртта на новинарката Политковскаја, која патем му била и пријателка. Шансите да преживее Литвиненко се 50-50. Велат дека личи на дух, а Тајмс додава дека бил со месеци следен и прислушуван од страна на руската амбасада во Кенсингтон. Вашите 60 секунди. Што туку ми се јавија од штабот на КГБ, ми известија дека состојбата на човекот се подобрува. Се шегувам. Генерално сум навистина против вакви методи на, како да кажам, убивање, закани, по цена на живот, труење, мислам, 21 век и луѓе, дајде да се свестиме. Ако има некој различно мислење од било кој друг, тоа не е начин, се седнува на маса, се разговара. Има и други, нели, нормални методи, а не труење и убивање. Така да, генерално сум против вакви работи. Добро, прилично сте кратки. Бриски во вашите излагање. Па ние сме спортисти, брзи, кратки и финишот е битен. Вашите 60 секунди. Па јас... Слабошни стратија за попење. Јас, да. Почна поише да бара, тоа е проблемот.